Четврти ден од предизборната кампања, она официјалната, не она месеци и месеци предходно, кога неофицијално се тераше предизборна кампања. Четвртиот ден веќе гледаме пообилни дождови, но партиите цврсто газат по своите агенди и не ги спречува ниту дождот, ниту други проблеми кои може да искрснат во вакви денови и се обидуваат да им се додворат на граѓанките и граѓаните на терен со настани, со средби, со митинзи. Се разбира кој колку може, како што знае и умее, да ја придобие љубовта на граѓанките и граѓаните, да ги убедат да гласаат за нив на 17 октомври на локалните избори 2021 година. Сепак бележиме еден, според нас, посериозен инцидент во однесувањето на граѓанките и граѓаните, на поединци меѓу нив, и така го бележиме инцидентот со пукање од огнено оружје на отворањето на изборниот штаб во општина Чаир на 28 септември. Цивил бара од политичките партии да ги повикаат своите поддржувачи и членови никако да не го злоупотребуваат оружјето, огненото оружје, бидејќи дури ако е во славенички дух, тоа е забрането со закон, строго забрането со закон и се разбира, според Цивил, тоа е облик на насилство, бидејќи може да биде протолкувано и како порака во која се вклучува и оружје, и насилство, и закани кон другите луѓе. Веруваме дека ова ќе остане инцидент кој е изолиран, меѓутоа бараме и од институциите остро да ги санкционираат ваквите појави и инциденти, бидејќи славеничкото пукање е забрането со закон. Понатаму, алармантно е ниското ниво на почитување на заштитните мерки од COVID-19. Во извештаите од теренот се бележи кршење на COVID мерките од партиите ВМРО, ДПМН и Демократска унија за интеграција. Цивил апелира до сите граѓанки и граѓани да се придржуваат кон мерките за заштита од COVID-19, а партиите да обезбедат услови за дистанца, средства за дезинфекција и заштитни маски. Ова е многу важно. Се уште нема реакција од релевантните институции, Агенцијата за медиуми и саморегулаторните тела во медиумите за грубите навреди и невистини, што беа искажани во ТВ Алфа за време на гостувањето на Драган Павлович Латас во емисијата "Што не е јасно" на првиот ден од изборната кампања на 27 септември. Денеска тимот на Цивил ќе поднесе соодветни пријави кога веќе институциите и Агенцијата за медиуми и саморегулаторните тела не успеаја да најдат време или капацитет да преземат соодветни мерки, чекори, што се вели, по допрен глас. Сепак Советот за етика е известен по мејл од моја страна, но одговор се уште нема. Да повториме, мониторингот на Цивил бележи систематска и оркестрирана црна кампања против граѓанското општество, која се интензивира особено во време кога се одржуваат или се спроведуваат сериозни, клучни, големи процеси и настани, како што се и локалните избори. Веруваме дека тоа има изборен контекст, бидејќи на тој начин се обидуваат да ги дискредитираат, да ја намалат довербата во граѓанските организации кои се тука да го заштитат правото на глас и човековите права и слободи воопшто. Одиме понатаму, имаме случај на дискриминација, кој го откриваме во интервјуто со председателката на Комисијата за спречување и заштита од дискриминација Весна Бендевска, кое е објавено веќе на Цивил медија денеска.
Од интервјуто јавноста може да дознае, да се увери во случајна дискриминација. Според Бендевска, антидискриминацијска добила представка од лице со посебни потреби во количка со физичка попреченост, во која укажува дека подрачната канцеларија на Државната изборна комисија во Карпош, каде што граѓаните можеа, меѓу другото, да дадат своја поддршка за независни кандидатури, е апсолутно непристапно за лицата со посебни потреби и се разбира, тука Бендевска открива и повеќе детали како бил надминат проблемот со овој посебен случај, меѓутоа овој случај е илустрација за лошата состојба во која се наоѓаат лицата со попреченост, кои на денот на гласањето сакаат да го остварат своето фундаментално право, правото на глас, а тоа е дека еден дел од избирачките места не се на пристапни места според стандардите, не се направени пристапни рампи во некои од нив, а многу абсурдно некои избирачки места на минатите избори беа сместени на горниот кат од одредена институција, иако соодветни и исти простории за избирачко место имаат и во приземните делови од зградите. Се надеваме дека барем во овој преостанат период Државната изборна комисија и другите релевантни институции ќе преземат мерки да можат да го исполнат, да го испочитуваат фундаменталното човеково право, правото на глас за сите категории на граѓанки и граѓани. Исто така, ако зборуваме за политичката злоупотреба на деца, би сакал сумарно да кажам дека во изминатиот период од 6 недели мониторингот на Цивил обработи и објави повеќе случаи, поточно имаме 6 случаи на политичка злоупотреба на деца од политички партии, односно од кандидати. Последниот таков случај се објави пред неколку минути пред да започне оваа емисија и заедно со останатите прават 6 прилози. Се разбира, има и повеќе други случаи, меѓутоа се работи за обрнување фокус на политичките партии и кандидати. Така можеме да кажеме дека предничи Демократската унија за интеграција, која е застапена со 3 случаи на злоупотреба на деца во политички цели, а по еден случај на злоупотреба на децата во политички цели се бележи кај ВМРО ДПМН, СДСМ и Алијансата за албанците. Повеќе за ова во посебен прилог кој веќе се подготвува во моментов од мониторинг тимот на Цивил, а кој ќе биде објавен до крајот на викендот, на предстојниот викенд. Рокот, и за крај, уште една информација, рокот за пријавување краткорочни наблюдувачи на Цивил истекува во 17 часот денеска на 30 септември, како што беше најавено веќе одамна. Им благодариме на сите заинтересирани за довербата и интересот за активностите на Цивил. Се разбира, би сакал да нагласам дека и оние кои добиле негативен одговор од комисијата која правеше селекција од многобројните, навистина многобројните и во најголем дел многу квалитетните апликации за наблюдувачи, нека останат во комуникација во Цивил, бидејќи имаме различни начини на соработка, а се разбира, користам оваа прилика во името на Цивил да ги поканам граѓанките и граѓаните на нашата земја да пријавуваат нерегуларности од секаков вид, корупција, притисоци и закани, дезинформации, говор на омразата, злоупотреба на деца, дискриминација или друг вид нарушувања или кршење на човековите права и слободи.